Банкротот на Нортволт создава нервоза кај Порше. Оваа неочекувана ситуација сериозно им ги нарушува плановите за лансирање на електричниот 718. Моделот беше развиен и технички беше подготвен уште пред година и пол, но од маркетиншки причини се чекаше на вистинскиот момент за негово лансирање, кој сега дебело е доведен во прашање. Технологиите на кои ќе биде базиран водат потекло од тркачкиот концепт Mission Air и веќе се појавија кај прототипот 718 Cayman GT4 и Performance, а дел од нив ќе бидат заеднички и со електричниот Macan. Со сличен проблем може да се соочи и Audi, чии идни модели ќе делат истата архитектура, но за разлика од Porsche, тој веќе има договорено резервни добавувачи за батерии како што се CATL и LG. Porsche пак, сакајки да ја искористи принудната пауза, во меѓувреме се зафати со ревизија на погонскиот систем на електричниот 718 со намера да го направи подобар, но повеќе да се добие на време да созреат индустриските можности за негово сериозно производство. Колку се сериозни работите докажува и тоа што овој модел беше планиран за лансирање дури кон крајот на идната година. Од Porsche сепак се надеваат дека Nordvolt ќе успее да се консолидира, бидејќи неговите батерии со повисока енергетска густина се повеќе погодни за вградување во еден ваков спортски модел за разлика од оние на другите добавувачи. За од ова да се извлече поука, треба да се сослушаат најкритично настроените аналитичари на пазарот кои тврдат дека причината за ваквите пореметувања на плановите е пренагласената желба Европа да ја намали зависноста од кинеските производители на батерии. Како и да е, испаѓа дека теоријата и праксата дебело се разидуваат, заради што треба да се остават работите колку што е можно повеќе да си течат по природен пат.